Струмичкиот регион редовно е познат и главно е познат по градинарското производство и затоа посветуваме внимание во оваа наша денешна емисија главно посветена на градинарското производство, за што се случува сега во Струмичко во овој период од годината, на кое производство се ориентирани земјоделците, како поминаа со празот, со карфиолот, но и со какви се очекувањата за зелката. Ќе поразговараме со еден искусен агроном, познавач добро на состојбите во оваа област, господин Стојан Глигоров од Агенцијата за поддршка и развој на земјоделството. За едно успешно и квалитетно и современо земјоделско производство се потребни и услови за таквото производство. Меѓутоа, тоа што претходно го спомнавте дека земјоделските површини се намалени во однос на претходните, па да се вратиме 3-4 години, па уште назад, се знатно намалени, како за празот, кој што беше, и сме во место и регион, точно кај што во Македонија беше прв одгледувач на праз, како и карфиолот или тие зелкови култури што ги спомнавте пред малку, и карфиолот не дојдоа до таков резултат кај земјоделските производители да пред се бидат застапени овие површини под таквите култури, а од друга страна нередовниот откуп и ниските откупни цени придонесува да таквите култури бидат се помалку и помалку застапени. Се наоѓаме во село Градошорци, познато надалеку по празот. Како пројдоа годинава, некако како да имаме намалени количини, намалени површини. Дали е полека е во некој слободен пат целото тоа производство на праз? Така е. Се наоѓаме на место кое што со години и години се одгледувал празот, што значи за да се одгледува таквата култура треба да бидат и климатските услови погодни, меѓутоа и почвените или регионалните делови кои што спаѓаат одгледувањето на празот како култура се места кои што токму овде се одгледуваат. Во Република Македонија, значи, беше место кое што се одгледуваше празот над хектари, над 50 хектари, значи, површини и по-големи површини. Меѓутоа, ова година, за разлика и од ланската и од претходната година, се знатно намалени. Тие површини се намалени од причина што пак ќе се сведам на тоа. И приносите се намалени, не само површините, меѓутоа од нередовниот пласмат. Што значи, производството е тоа како што го гледаме. Можда не е во тој степен квалитетно ради климатските услови кои што имавме и те како сушни периоди, меѓутоа и се уште имаме сушни периоди кај што земјоделските производители се среќаваат со те како тешки проблеми, како што се есенските сеидби, како житаристи и така натаму. Имаме доста проблеми на теренот. Меѓутоа, таквите проблеми се решаваат плански, со планско производство. Што е тоа што треба земјоделскиот производител да биде насочен за да го произведува, а што е тоа да не влегува во трошкови и да не влегува во средства каде што профитабилно нема да му биде исплатливо, како нема така на земјоделското стопанство. Во овој период од годината наголемо се почнува или доправа ќе почнат другите земјоделци со подготовка на расад. Подготовка и на површините, кои се советите што им ги давате, на што да се внимава, кои се клучни работи за да имаат успешна година натаму, се зависи од расадот. Така е. Пред извесен период, многу краток период, завршија вторите култури. Значи, нашиот регион многу ретко останува на една култура. Најповеќе се 2 култури во една година. Што е тоа што треба да се направи и што треба да внимаваат нашите земјоделски производители? Почесто пати го зборуваме кога сме на терен и сега ќе го спомнеме. После бербените активности, кои што бербата завршува, треба добро да се внимава околу обработката на почвата, околу чистењето на терените внатре, околу болестите кои што презимуваат, кои што се биле во текот на производството, околу заштита на почвата од почвени инсекти, сите предуслови кои што се потребни за едно такво земјоделско производство. Само добро припремена површина, добро наѓубрена со арски ѓубрива, со органски ѓубрива, само таквите површини можат земјоделските производители од таквите површини да очекуваат и добри резултати, и добри приноси
приноси не само како втора и трета класа, меѓутоа приноси кои што поголемиот процент ќе паднат во прва класа, значи на производство. Без обзир дали се однесува за пиперка, дали се однесува за домати, дали се однесува за краставици, зелки и така натаму. Моментално ме прашавте, во теке расадо производство. Така. Да, така е, точно е. Значи во регионите кои што имаме дополнително одгледување, загревање над површините, веќе ние имаме и пекирани расади, веќе имам по некои места засадени на стално место од пиперка. Ти се оние првите берби што ќе почнат. почнат. Во добра кондиција. Во добра кондиција се бидејќи земјоделските производители внимаваат над расадите, веќе имат своje видување што е тоа што треба да се направи, што е тоа што не треба да се направи. Меѓутоа сепак ќе напоменеме една состојба, да се внимава околу температурните разлики и околу нормите на наводнување. Преголемото наводнување може да допринесе до угинување на расадот, бидејќи се зголемуваат со таквата наводнување се зголемува влажноста над воздухот. Тоа допринесува до напади на болести кои што понатаму прават преголеми штети во земјоделството. Повнимателно, значи почесто, а пократко наводнување. Меѓутоа да ги пратат температурните разлики. Кои се тие температурни разлики? Значи дневните температури и ноќните се со многу големи осцилации. Паѓаат температурите на -5 до -6 степени, а дневните се качуваат над 15 степени. Тоа не е се исто. Сега во едно пластично производство, пластик да провериме температурата веќе е на 25-27 степени, што значи една оптимална температура за производство. Меѓутоа ноќните температури, ако тоа не е повеќе заштитено од тоа што треба да се направи, а тоа го знае земјоделскиот производител, на ризик веќе не се произведува. Морат да внимаваат за сите постапки понатаму. Понатаму и стоиме на располагање што е тоа што треба да се направи за да дојдеме до еден квалитетен производ и квантитетно производство, се со цел и добар приход на земјоделското стопанство. Освен битката со болестите, да внимаваат на температурите, колку е важна прихраната за да порасне и за да израсне во добро растение, за да има добар развиен коренов систем, многу му се важни и с храната треба да се внимава исто. Така е. Така е. Секој пат, значи, внимавањето околу исхраната или прихранувањето на земјоделските култури е неминовно, бидејќи само со добра прихрана и здрави растенија можеме да очекуваме и понатаму добри приноси. Значи и внимателно околу користењето над ѓубривата за прихрана. Постојат широка палета над ѓубрива кои што моментално се користаат. Меѓутоа, внимателност и оваа сезона да напоменеме кај што веќе се врши сеидба над семето од зелка за како пролетни култури, меѓутоа и овие кои што веќе расадуваат пиперки на стално место. Внимавање околу користењето над субстратот кој што е двигател или основа за поникнувањето на семенскиот материјал. Значи, тие се сега готови субстрати кои што се дезинфицирани, што немат никаква инфективност во нивната состојба. Што е многу значајно. Дури што е најмногу значајно, дури се збогатени со макро и микроелементи. Тоа е основата до каде што ќе стигнеме до расадувањето. После во текот на припремата на површините и во текот на расадувањето, површината која што ќе биде засадена на стално место мора да биде анализирана, помината преку агрохемиска анализа, каде што таа анализа ќе покаже кои се доволни тие елементи кои што се застапени во површината, а кои се тие макро или микроелементи кои што недостасуваат, кои што понатаму ќе го пратат растението во неговиот раст и развој. Многу битни ситуации. Широка палета има на производи. Меѓутоа сите тие производи ѓубрива не може да се користат бидејќи ако не се изврши анализа над почвата за да видиме што е тоа што недостасува, што е тоа што има вишок, да не се пласираат или да не влегуваат луѓето во трошкови кои што не се потребни за нив.